Не достигаат негователи во Охрид, младите ја напуштаат земјата или одат од еден во друг град за подобар живот, но последиците од тоа го чувствуваат постарите кои остануваат сами дома и без грижа. Во центарот за нега при Црвениот крст има 10 негователи и 15 лични асистенти, кои се распоредени за работа во најразлични семејства, но барањата и потребите се зголемуваат. Барањата и потребите на луѓето се поголеми, навистина имаме голем број семејства, фамилии кои што бараат услуги од негователи и од лични асистенти секако. Се обидуваме на назад години да организираме обуки за негователи и за лични асистенти. Во Охрид слаб е интересот за оваа струка која е хумана и покрај добивањето на сертификат, за разлика од останатите градови, кои пак за жал со стекнатото искуство заминуваат на работа во странство. Ние немаме такво искуство, значи и бројот на оние кои што доаѓаат и се интересираат за платени сертификати е мал. Немаме ние луѓе кои што можда имавме пред 5 години, но сега нема ни луѓе кои што ќе добијат, ќе завршат обука, ќе добијат сертификат за да заминат во странство. Ние во Охрид ги немаме. Во другите делови од Македонија, во источниот дел е поголем бројот, поголем одзивот, тоа го знаеме во контактите со колегите од Црвениот крст, например од Струмица, од Штип, има поголем одзив, поголем број на луѓе кои што се заинтересирани за да завршат обука и да ја нудат и спроведуваат оваа услуга. Во Охрид нема дом за стари лица каде би можеле да престојуваат и да добијат соодветна грижа, а иселувањето на младите дополнително ја предлабочува ваквата состојба. Нина Ритоновска, Сител телевизија.